Здраво на сите! Добре дојдовте во новата епизода на Шорткат. Јас сум Нина и денеска ве водам низ информациите што ги подготвивме во емисијата за млади. Останете со нас, почнуваме веднаш. Информацијата дека студентите во домот Стив Наумов се оставени без грејење и дека нема да се поправи парното не е точна, вели за МТМК директорот на Државниот студентски дом Скопје Виктор Велевски. Известна организација Студентска револуција неодамна испрати соопштение до медиумите во кое се вели дека парното во студентскиот дом не работи. Во соопштението се тврди дека на студентите во Стив Наумов им било кажано оти парното во втората ламела од единствената зграда во домот што сега е во функција нема да биде поправено. Соопштението на Студентска револуција, без да проверат дали изнесената информација во него е точна, го пренесла повеќе медиуми, на што реагираше директорот на Државниот студентски дом Скопје Велевски. Директорот Виктор Велевски потврди дека минатата недела навистина имало дефект во дистрибутивната мрежа, но дека истиот бил саниран во петокот. Студентката Савче Ѓошева е избрана за нова студентска правобранителка на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Ѓошева е студентка на Филолошкиот факултет, а претходно извршуваше функцијата в.д. председател на Универзитетското студентско собрание на УКИМ до изборот на новиот председател Александар Николовски. Од УСС УКИМ им порачуваат на студентите доколку се случи нивните права во текот на студиите да се прекршат, без размислување да поднесат представка до студентската правобранителка на адресата studentskиправобранител.ukim@gmail.com. Продолжуваме со темата сајберхигиена, основните практики и навики кои го одржуваат нашиот дигитален живот безбеден. Станува збор за тема која е преполна со митови и заблуди, кои пак може да не направат ранливи на онлайн заканите. Во новата епизода на Зошто не е така ги разоткриваме вообичаените митови околу сајберхигиената и ги одвојуваме фактите од фикцијата. Од заблуди за лозинки до вистината за антивирусните софтвери, ги коментираме митовите и ги зајакнуваме практиките кои придонесуваат за поздраво и побезбедно сурфање на интернет. На оваа тема зборуваат Весна Радиновска од Фондацијата Метаморфозис, универзитетскиот професор Адриан Бесими и Севдали Салмани од Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти МТД ЦИРТ. Антивируси сигурно ничим причин бројке, кашту ќе паисе не камта сигурно. Нука шашту. Kjo gjë nuk është e vërtet, sepse antivirusat në parim funksionojnë ashtu që kanë një listë të paradefinuar të virusëve të vjetër dhe mbas asaj mund t'ju mbrojnë pajisjen tuaj. Çfarë do të nëse një virus i ri shfaqet? Ajo është njëjtë si me virusat në organizmet e njeriu, kështu që ai virus i ri do të sulmon përderisa do të del një ilaç themi kushtimisht i cili do ta siguron sistemin. Потребно е да користам различни пасворди за различни кориснички сметки на социјалните мрежи и мејловите. Така е. Доколку користиме различни лозинки за нашите различни сметки и мејлови, во случај некој да дојде до една од нашите лозинки, другите наши пасворди и другите наши мејлови ќе си останат безбедни. Rrjetet publike Wi-Fi janë mjaftueshëm të sigurta, njëjtë sikur ato që nuk kërkojnë kalkalime që të lidhesh, si për shembull në kafene ose restoran. Nuk është ashtu. Sipas përvojës time dhe sipas asaj që unë di, rrjetet publike Wi-Fi janë më të pasigurta. Ata nuk duhet përdorur për qëllime të veçanta, për shembull për qasje në rrjete sociale, në rrjete bankare kështu me radhë, sepse ata mund të jenë në një farë mënyre të krijuara në hapësira publike me qëllim që të grumbullojnë dhënat e juaja. Pra nuk do të thotë që nëse një rrjet publik është një kafene, është e vërtet e asaj kafene. Mund të jetë ndonjë sulmues i cili e ka krijuar rrjetin me qëllim që nëpërmjet Wi-Fi-s falas të ju grumbullon të dhënat e juaja. Во кафулиња, ресторани или други јавни места, информациите што ги праќате преку мрежата можат лесно да бидат следени или зачувани. Онлайн приватноста и не е толку важна, затоа што немам што да кријам. Не е така. Секој од нас е доволно интересен за да биде мета на напади на интернет. Најчесто луѓето ќе се обидат да не нападнат од финансиски причини, но тоа не мора секогаш да биде случај. Постојат такви што ќе не нападнат и од идеолошки или политички причини. За некого можеби доаѓањето до нашите податоци може да представува интелектуален предизвик. Затоа, секој од нас мора да биде многу внимателен на интернет.
Емисијата завршуваме со главната порека на представниците на неколку студентски собранија и организации по повод Меѓународниот ден на студентите 17 ноември, кои до своите колеги порачуваат да не се плашат да го окренат гласот и обединети да ја почнат борбата за подобар студентски стандард. На 17 ноември во 1939 година се случи нацистичкиот упад на Универзитетот во Прага и беа убиени 8 студенти и 1 професор, а над 1200 студенти беа испратени во концентрационите логори, пошто беа затворени сите чешки универзитети. Во своите пореки студентите посочија дека денес не живеат во 1939 година и иако не се нападнати од нацистите, сепак се соочуваат со финансиски препреки, лоши услови за студирање и престој и други проблеми кои го кочат нивниот напредок и развој. Дојдовме до крајот на уште една емисија на Шорткат. Благодариме што бевте со нас. Пишете ни на Instagram и TikTok ако имате некои сугестии или предлози и секако читајте рубриката ЦТРЛ на МТМК. Се гледаме следната недела во истото време. Чао!